Една од општините во Македонија која што има сензорни соби во речиси сите основни училишта е општина Аеродром. Токму поради тоа го поканивме првиот човек на општината, градоначалникот Дејан Митевски. Добар ден и добре дојдовте. Добар ден, благодарам на поканата и поздрав до гледачите на Македонска телевизија. Ајде да се надоврзаме на се она што досега го слушнавме и го видовме. Општина Аеродром е една од општините, можеби една од ретките општини во Македонија која што во скоро сите основни училишта има сензорни соби. Да, навистина се трудиме да посветиме многу внимание, да создадеме услови за сите дечиња. Инклузијата е многу битна во самиот процес на образование и општина Аеродром можеби важи за една од најинклузивните општини која што има помеѓу подобрите услови за сите дечиња, вклучително и за дечињата со атипичен развој или со пречки во развој. Скоро во сите училишта кажавте дека имаме сензорни соби, согласно потребите, онаму каде што имаме потреба, таму и ги отвараме тие сензорни соби, односно прилагодуваме дел од постоечките простори во училиштата, се со цел да создадеме услови за постоење на сензорни соби, но не само во училиштата. Морам да истакнам дека вакви сензорни соби имаме направено и во градинките, имајќи предвид дека и градинките во Аеродром се инклузивни. За жал, бројот на дечиња со атипичен развој е се поголем и треба ние како институции да се прилагодуваме на тие потреби и да посветуваме сериозно внимание се со цел да го олесниме нивното секојдневие, нивниот престој во институциите како што се градинки и училишти, на тој начин не само на дечињата да им олесниме и на родителите кои што навистина се трудат и се вложуваат премногу во развојот на тие дечиња и како општина мораме да придонесеме ние во тој развој. Веројатно придонесувате и им олеснувате и на наставниците и на воспитувачите кои што работат со овие деца, со оглед на тоа што тие треба да извршат она инклузија нивна со останатите деца во околината. Да, благодарение на поддршката која што добиваме од Министерството за образование, од министерката, сите дечиња кои што имаат квалификација за како дечиња со атипичен развој или потешкоти во развојот имаат дефектолог кој што ги прати во текот на нивното образование во основното училиште. И на располагање на сите дефектолози, односно стручни лица им се токму овие сензорни соби кои што постојат во рамки на училиштата и навистина имаат позитивно влијание, односно даваат позитивни резултати во ситуации кога дечињата имаат потреба од смирување, од изолација, од посебни активности кои што се прилагодени токму за нив и сметам дека ова треба да биде тренд кој што ќе се развива во сите општини. Имаме поддршки и од општествено одговорни компании кои што навистина се свесни дека ни е потребна помош во креирање на вакви сензорни соби, поддршка од Министерство за образование и наука и од министерката, и ние како општина дополнително со наши средства се трудиме да ги обезбедиме овие ресурси, но за една инклузија да биде комплетна, значи покрај постоењето на услови, многу е битен и стручниот кадар кој што работи со тие дечиња. Покрај дефектолозите, значи секој училиште има посебна стручна служба која што исто така максимално е посветена за работа не само со овие, буквално со сите дечиња, меѓутоа потребите се поизразени токму кај овие дечиња и е клучно нивното влијание во однос на правилниот раст и развој во понатамошниот период од своето образование. Дополнително, извинете, ќе дополнам, како општина го отворивме во Скопје првиот општински центар во соработка со основното училиште, државното основно училиште доктор Златан Сремец, првиот општински центар кој што е дисперзиран центар на државното основно училиште Златан Сремец, и родителите имаат можност наместо во едно централно училиште каде што се просториите на Златан Сремец да ги носат дечињата, оние кои што посетуваат комбинирана настава, токму во општина Аеродром да можат да ја добијат таа услуга, односно нивните дечиња да не морат да патуваат до Златен Сремец, туку истото може да го сторат во основното училиште Георгија Пулевски, таму се наоѓа овој општински центар и на тој начин се обидуваме да им ја повторно и олесниме работата и на родителите и дечињата да добијат поквалитетна услуга.
И кога сме веќе овде, да кажеме дека не само на жителите кои што имаат деца со попреченост, им ги олеснувате работите, на наставниците кои што работат во училиштата, воопшто на граѓаните кои живеат во општина Аеродром, се обидувате да им го направите просторот за живење подобар и поубав, бидејќи сте тука ќе искористиме приликата да позборуваме и за нешто друго. Она што во моментов е актуелно, а кое што го работите, е реконструкција на јавните пешачки површини кај трговскиот центар Бисер и во Ново Лисиче. Трговскиот центар 3 Бисер и во Бисери. Населба Лисиче. Да, тоа е дел од активностите кои што ги отпочнавме да ги работиме во изминатиот дел. Многу граѓани има поплаки во минатото, имајќи предвид дека овие јавни површини беа оставени сами на себе. Најчесто гравитираат локали, односно доаѓања кои што функционираат во тој дел, меѓутоа го немаме она чувство на припадност и некако биле оставени сами на себе, па имаше проблеми со искршени плочници, небезбедно и така натаму, и решивме да ги реконструираме комплетно овие два трговски центри. На тој начин граѓаните кои што живеат и гравитираат во тој дел на општината да добијат едни понови, посовремени, поурбани услови. Не станува збор само за реконструкција на плочници, туку по завршување на таа реконструкција ќе следи нова урбана опрема, нови детски игралишта, обновени реквизити и така натаму, се со цел да добиеме една комплетна нова убава слика која што навистина ќе значи повеќе за граѓаните. Па да бидеме искрени, барем за оној дел околу трговскиот центар 3 Бисер, јас колку што се сеќавам, од кога е направен тој пешачки дел, од кога е направен тој дел од населбата, па и не било кој знае што. Да, тоа е повеќе од 30-40 години простор кој што со текот на времето природно самиот по себе старел и се уништувал. Не дека некој го уништувал намерно, меѓутоа со текот на времето навистина се чувствува и се создава потребата да се обнови тој дел. Она што е горливо прашање за скопјани со самото тоа и на жителите на општина Аеродром е паркирањето, особено во оној дел жителите на Аеродром, па и скопјани го знаат повеќе како стар аеродром. Таму е сега многу интересно, се градат згради, се зголемува бројот на жители, но и бројот на возила и секогаш се бара место повеќе за паркинг. Да, тоа е еден горлив проблем кој што навистина бара акутно и едноститно решавање. Како општина воведовме еден механизам неодамна на последната седница на Совет, можност за резидентно паркирање, односно создавање на зони кои што природно ги користат станарите, односно жителите во тој дел, каде што ќе може првенствено да паркираат жителите од тој дел и на тој начин да им овозможиме едни по-нормални услови на луѓето кои што живеат таму, меѓутоа тука не застануваме, паралелно со тоа работиме на едно ново сообраќајно решение за целиот тој дел на општината, Стар Аеродром и Мичурин, кое што треба да опфати нов систем на едносмерни улици, да искористиме постоечката инфраструктура која што ја имаме на располагање и да воведеме паркирање на самите улици, односно едната лента да се користи за движење на возила, едната лента да се користи за паркирање на возила, имајќи предвид дека се е поголема потребата од поголем број на паркинг места. Ова е најбезболниот, наједноставниот и најбрзиот начин да се обезбедат нови паркинг места, а верувам дека согласно некое веќе изготвено идејно решение кое што го имаме, можеме да обезбедиме помеѓу 400 и 500 нови паркинг места дополнителни на постоечките кои што ги имаме во тој дел, но не само паркинг места, секаде онаму каде што има можности доволна ширина на коловозните ленти ќе предвидиме и велосипедски патеки, со што ќе создадеме уште повеќе услови да граѓаните користат и велосипед како алтернативно превозно средство, имајќи предвид дека Скопје има навистина една и позитивна клима за користење на велосипед и рамен терен. Останува ние како институции да ги доизградиме, односно да ги досоздадеме оние услови кои што веќе постојат и на тој начин граѓаните да ги мотивираме да користат велосипед како превозно средство уште повеќе. И третиот ефект кој што ќе се обидеме да го постигнеме, тоа е успорување на брзината на сообраќајот, односно побезбеден сообраќај за сите жители во тој дел, имајќи предвид дека
со самото тоа што ќе постои можност за паркирање на возила, самите природно ќе се успорува со влегување и излегување од паркинг места, на возачите ќе им биде потребно поголемо внимание, односно намалена брзина и на тој начин да постигнеме неколку ефекти со имплементација на едно решение. Паралелно на тоа, веќе во изминативе години станува проблем паркирањето и во Ново Лисиче се поголем проблем. Во завршна фаза сме со градот Скопје и јавното претпријатие градски паркинг за воведување зонско паркирање во тој дел на општината и на тој начин мислам дека ќе решиме неколку проблематични точки во однос од аспект на паркирање на задоволство на сите жители. Општина Аеродром не е само оној, ајде условно да кажеме, урбан дел, кој што сите го знаеме, долж да речеме булеварот Јане Сандански. Во општина Аеродром има и неколку беа рурални на времето, сега се населби кои што гравитираат кон Така, и таму работите. Многу работевте и во претходниот мандат, сега она што е најново е реконструкција на улицата Лисец во Горно Лисиче. Да, тоа е еден проект кој што исто така го започнавме неодамна, а покрај реконструкција на улицата морам да изразам благодарности до градоначалникот на градот Скопје Орце Георгиевски, кој што на барање на жителите и на барање на општината обезбеди средства, проекти, можност да се реконструира комплетно и водоводната мрежа на улица Лисец и на тој начин да решиме еден долгогодишен проблем на повторно задоволство на граѓаните. Иначе станува збор за улица која што е во должина од 1 километар, лев и десен крак, каде што гравитираат повеќе од 1000 жители кои што секојдневно ја користат таа улица и навистина беше во една лоша состојба, но ова е само почеток на една голема офанзива за реконструкција на улици. Вкупно ни се опфатени, односно планирани веќе тендерирани склучен договор за реконструкција на 19 улици низ општина Аеродром и таргетирани се оние најкритични улици кои што се навистина најмногу оштетени и најголема беше потребата за реконструкција, така што во текот на наредните неколку месеци навистина ќе има една сериозна офанзива за реконструкција на улици. Општина Аеродром се шири во делот кон булеварот Трета македонска бригада. Таму се ликнуваат сега нови згради, таму се урбанизира, таму ќе има нови жители. Веројатно ќе се соочите и со недостаток на детска градинка и училиште, тоа ќе го решавате тековно. Она што е во моментов актуелно е урбанизирање на тој дел од општината. Да, перспективно општина Аеродром треба да се шири кон тој дел и изминативе 4, односно 5 години како и мојот претходник Муцунски и јас покажавме дека наш приоритет не е изградбата на нови згради, особено не во оној дел на општина Аеродром кој што е најгусто населен и граѓаните се самите сведоци дека навистина онаа слика на сечење дрвја, уништување паркови за изградба на нови згради веќе е минато во Аеродром. Природна е потребата да се развиваме како општина и дефинитивно тој дел на булеварот Трета македонска бригада, односно позната како десна страна гледано од центар кон Лисиче, треба да се развива и паралелно, значи покрај тоа што се градат нови објекти, иако морам да кажам дека интензитетот не е голем на изградба нови објекти, меѓутоа мораме како општина да размислуваме за инфраструктурата и веќе работиме и на проекти за инфраструктурата во тој дел на општината кои што ќе им дадат на граѓаните нормални услови за живење, затоа што тоа го заслужуваат. Пролете време е на градежна офанзива по општините, арно и кај граѓаниве има реновирачка офанзива во домовите. Овој период од годината најмногу се реновира во дома и имаме проблем со одлагањето на кабастиот отпад, го имаме проблем секаде. Општина Аеродром им излегува во пресред на сите оние кои што имаат таква потреба и се совесни граѓани, па можат да се јават во општината и да побараат помош. Да, како општина воведовме пракса во текот на минатата година 2 големи акции за собирање на кабаст отпад, пролетна и есенска акција, каде што поставуваме бесплатно контейнери за кабаст отпад, каде што граѓаните ќе можат тој кабаст отпад или градежен шут да го депонираат, па ние да го одвеземе до депонијата Дрисла, така што во наредниот период ќе следи една голема повторна пролетна акција за собирање на
кабаст отпад и градежен шут буквално на сите населени места во општината. На повеќе од 40 до 50 локации поставуваме контејнери, меѓутоа граѓаните имаат можноста да со повики за кажување на возило и работници од општина Аеродром за еден символичен навистина надомест, буквално колку што кошта транспортот и трошоците за депонирање во Дрисла, 1500 денари на доместокот, да закажат и да им биде бесплатно преземено буквално од нивниот дом до депонијата Дрисла било кој градежен шут или кабаст отпад, и на тој начин да не се приморани, не знам дали се приморани, меѓутоа да ги немаме оние неубави слики на кабаст отпад или градежен шут по потребниците, по тротоарите, веднаш до контејнерите, кои што навистина не се место за тоа и им пречат во секојдневието на огромен број на граѓани. Аеродром е општина која што има релативно добар ноќен живот. Тука мислиме на угостителски објекти кои што нудат забава за сите генерации, не само за младите, да не бидам сватена погрешно. Успеавте да ставите ред со обучавата во угостителските објекти? Па имавме многу поплаки во периодот околу новогодишните празници. Имаше и јавен апел и од моја страна и проследен до медиумите и во комуникација со угостителите кои што работат на територија на општина Аеродром. Имаше, морам да кажам, разбирање од најголем дел од нив, меѓутоа повторно како и во секоја друга област постојат неколкумина кои што не сака да ги почитуваат оние правила. Изрековме 5 до 6 казни за надминување на бучава во текот на предновогодишниот период, и мислам дека сериозно го сватија и тие кои што ја надминува бучавата и сите останати дека нема потреба, односно не е добро за целокупниот живот да се надминува бучавата и во ниедно време да се слуша прегласна музика. Затворивме буквално и 2 локали кои што исто така не ги почитува дозволените стандарди, односно нивото на пропишаната бучава, и на тој начин покажавме дека нема да правиме компромиси, дека мирниот живот, односно условите за живот кои што се пропишани законски, ги заслужуваат граѓаните, ќе не бидат приоритет не само во тој период, туку во текот на целата година и во наредниот период, затоа што граѓаните тоа го заслужуваат. И она што би сакала да ве прашам за крај, пред неколку дена и министерот Тошковски беше во посета на општина Аеродром со оглед на тоа што полициската станица во Аеродром се реновира при крај. Ветивте една многу убава работа, една кажавте информација и вие и министерот, која што сигурна сум дека ќе најде со поздрав кај граѓаните на општината. Документи ќе се вадат за жителите на општина Аеродром, ќе се вадат во новата полициска станица во Аеродром. Да, тоа е едно мое барање уште пред нецели 2 години, кога првпат заедно со министер Тошковски извршивме увид во градежните работи на полициската станица. Тоа беше веднаш по формирањето на владата. На наше огромно задоволство министерот веднаш го прифати тоа и предвиде да во новата полициска станица бидат сместени и управни служби каде што граѓаните ќе можат да се фотографираат и да подигаат лични документи, возачка, пасош, лична карта и така натаму. И навистина сметам дека аеродромците како заслужуваат да имат на таква услуга токму дома во сопствената општина, на тој начин да се избегнат сите оние гужви кои што се прават на останатите места за сликање, фотографирање или подигање на лични документи. Очекуваме до средината на оваа година, односно до крајот на месец јуни, полициската станица да биде комплетно готова, пуштена во употреба, и веднаш после тоа граѓаните да може да ја добијат ова и како значајна услуга на која што му е потребна буквално на секого. Немаме жител кој што нема потреба да извади личен документ, и од втората половина на оваа година ќе може токму во Аеродром, односно во просториите на новата полициска станица да добијат оваа услуга. И кога сме веќе во тој дел од градов, само да прашам, ќе го подобрите ли осветлувањето на детската улица Тоше Проевски? Да, редовно работиме, се случуваат дефекти, меѓутоа редовно работиме за отстранување на дефектите, за замена на уличното осветлување. А еве да кажем и
за гледачите на македонската телевизија работиме во завршна фаза сме на физибилити студија за комплетно ново осветлување во аеродром. Аеродром ќе добие едно паметно смарт лед осветлување кое што ќе значи и заштеда на електрична енергија, ќе ги намали за многу трошоците кои што ги имаме за електрична енергија за улично осветлување, но и подобро осветлување за граѓаните кое што ќе може да биде прилагодливо, контролирано од еден центар, ќе може веднаш да се интервенира при некаков дефект на одредена светилка и се надевам дека до крајот на годинава ќе ги завршиме сите неопходни процедури и веќе во текот на наредната година аеродромци ја добијат едно ново современо модерно осветлување. Јас искрено се надевам дека се она што го ветивте ќе успеете да го остварите и искрено се надевам дека до крајот на овој ваш мандат ќе добијат сензорни соби и тие две училишта во општина Аеродром во кои што нема, така што веројатно ќе бидете единствена општина во која што сите училишта имаат сензорни соби. Да, наскоро ќе започнеме едно од училиштата кое што нема сензорна соба, е Гоце Делчев во Горна Лисиче, меѓутоа наскоро ќе започнеме со една капитална инвестиција доградба на тоа училиште и по завршување на доградбата ќе вклопиме и една сензорна соба во тоа училиште. Митевски, ви благодарам за одвоеното време, беше задоволство да разговарам со вас и ви посакувам многу успех. Благодарам и на вас на поканата.